Ќе спомним еден хадис кој е мутаватир, кој е во Бухари и во Мусли, доаѓаат го пренесуваат Ебу Хурейра, Абдулла ибн Омер и многу други пренесувачи со многу ривајати. Значи 100% сахих. Го знаеме сите. Велит Ебу Хурейра ради Аллаху ану, овој хадис што го имаме од него, или Абдулла ибн Омер, горе-долу слични. Тројца луѓе пред вас од поранешните народи излегоа во пам. Во овој хадис, во овој ривајат, и за да преспијат влегоа во една пештера. Влегоа во една пештера. Други ривајат ги фати силен дожд и влегоа во пештера да се сокри. Падна еден голем камен на влезот или на излезот од оваа пештера и ги попречи да можат да излезат. Немаше никаков отвор. Често верникот, муслиманот, мој да западне во овака ситуација. Не да влезе во пештера да му падне камен. Мојтите, не? Но мојот во ваква безизлезна состојба да западне. Или некој мусибет која не погоди како овој камен, овој прво што направи, прво што рекоа, немат излез од ова место освен да правиме дуа кај Аллах Желешану со нашите добри дела што ги имаме направено само за Аллах. Немат излез. Готово. Во тој ривајат надврврни дожд. Тоа што тефсир на овој хадис, зошто? Му ги брижал трагите надвор. Немој да најд фамилија. Нема траге. Немој да најд никој. Да викаш колку сакаш. Паднеш во ваква безизлезна состојба. Аллах. Не заборавај на Аллах. Кисата продолжи, концентрацијава на овие луѓе била кај Аллах. Знаеле дека Аллах само да ги изведе. И што направиле? Кажале да прават дуа со некои дела, да го молат на Аллах Желешану што ги направиле само за Аллах. Еден од тие рекол: ја Аллах, ти знаеш дека имав два родители, татко и мајка. Знаеш ти дека кога имам некои овци, кога се вратев со тие овци, не им давав на мои деца да се напојат млеко пред да се напојат моите родители. Се додека дојде еден ден, во кој ден излегов, немаше многу трева, отидов далеку, кога се вратив дома, тие бе веќе заспани. А јас во раците со мојот сан. Да ги напојам, а ги најдов заспани. И не сакав да ги напојам на моите деца пред да ги напојам моите родители, а децата, дошло во хадисот, ме таргаа за моите нозе. Чекав до сабајле додека се напијат и го дадов нивниот дел, потоа ги напоив моите деца. Ја Аллах, ако ова дело беше за тебе, ако ова дело го направив искрено само за тебе, оттргни го овај камен од овај излез. Каменот се поттргна, ама не толку за да може да излезе. Има некој, да не заштити, има некој му правите на родителиве изме за да реше, овај многу се грижи за родителиве. Само за Аллах. Му вели во овај хадис: ја Аллах, ако беше ова чисто за тебе, ани. Само за тебе, за да си ти задоволен од ова нешто. Зашто ти ми нареди да му правам доброчинство на моите родители, нека се трне каменот, каменот се трна, ама не доволно за да излезе. Вториот во хадисов, расипник, зулумчарен. Ја имав, велите, една моја роднина, девојка, која беше најсакана личност кај мене од сите луѓе. Ја посакував на неја, дошло во хадисот како што посакуваат маж на жена. Ја понудив, ме одби. Се додека не дојде еден момент на глад и таа дојде да побарат помош од мене и дадов 120 златници и реков: ако ми се препуштиш на мене. И таа се сложи. Ој расипник, зулумчарен. Оти пари да правиме зина. И вели, тамам се доближав до неја и ми рече: плаши се од Аллах, немој да ми го земеш ова нешто, освен со хак, со права, дека не бидиш мој маж. И вели, се тргнав од неја и ги оставив излатниците, што ги дадов, направил теубе во овај момент, се покаја. И вели, ја Аллах, ако ова беше за тебе, само за тебе ова дело, оттргни го овај камен од нас денес. И вели, каменот се оттргна, ама не пак да може да излезе доволно. Аллах. Не. Дојде третиот. Ја Аллах, третиот. Ја Аллах, ја да не имав работници. И му го давав нивниот хак, освен на еден. Си замина пред да му го дадам. Дошло во некој ривајат, слушај добре, че овој
А рецимо бизнисмен имал работници. Еден од тие работници не е зел дневницава замина. Дошло во ривајата колку била дневницата, дошло дека 12 раци орише. Цел ден да работат од сабам до ноќе 12 раци орише. И вели, еден од тие на овој газдава дошол работел пола ден, заминал, ма работел пола ден, жаба. Повеќе правил работа од овој што работеле цел ден и му дал цела дневница. Овој што заминал бил присутен тука и му рекол зошто не му даваш и за пола ден цела дневница. Се налютил и не е зел дневницава избега. Вели се врати после долго време, а јас неговите пари од таа дневница ги вложив. Постана стада од камели, од крави, од овци и робови што работае за него. Кога дојде и рече да ми го даеш мојот дел од дневницата, му рекол ова е цело твое. Рече не се играј со мен, не ова рече цело твое, ги вложи своите пари. Го зеде рече цело тоа и замина. И не остави ништо, нидно влакна. Јално, ако го направив ова само за тебе, нека се оттрни оваа карпа. И вели карпата се оттрна и излегува се спасија сите овие тројца. Секој ден од нас нека се запрашат ако го најде ваква состојба или кога би биле ние четвртиот во оваа карпа, во оваа пештера, или дали имаме некое дело кое можеме да го молиме на Аллах Джелешану да ја трни таа карпа. Биле ми четврти, дали би можеле да кажеме некое дело или кога би западнале во некоја ваква состојба сами, дали имаме некое дело со кое можеме да го молиме на Аллах Джелешану. Ова е тоа практичен дел на тие дела на срцата. Вака се пред тие дела на срцата. Со ихлас, ова е ихлас.